Една работа која што сакам да ја укажам, поради тоа што сум зборувал многу за тоа зашто се тригеруваме, како функционира умот. Спомнав за таа, за мене преубава книга Дианетика од филозофот Хабард за како да го контролирате тој, он го вика реактивен ум, затоа што во тој реактивен ум се снимени болки, како што се физички болки или психички болки. Физички болки кога има повреда, не знам, изгореница, пресекување, психички болки се моменти како што ги вели он акутна загуба. Не дај Боже некој загуба на некој близок, или загуба на куќе, или загуба на маче, или кола му украле на некој, или раскина врска, или развод, така натаму. Тоа се акутни загуби или закана за загуба. Куќето можеби се разболело, ама не умрело, ама е разболено. Сега, тој ум се тригерува, гледате, имате болка во тој ум. И сега, кога имате нешто што е слично во околината, глас, збор, човек, кој да е, може да ве тригерува и да ја губите вашата толеранција. Но, тоа го знаете. Тоа го знаете и знаете дека целата идеја да човекот се ослободи од тие трауми, од тие неубави настани кои што се имаат случајни во неговиот живот, рековме може да е физичка или психичка болка, тие трауми, ама секојаш е болка, поради тоа што болката го намалува аналитичниот ум. Сега ќе зборувам за аналитичниот ум денеска. Аналитичниот ум е ум кој што е свесен ум. И гледате на оваа скала на емоции, ќе видите дека тоа е умот кој што здраворазумно размислува, кој што гледа, кој што обзервира, кој што толерира, кој што има убави работи да каже и кога е тешко, и така натаму. Но што е тоа кој што може да не го вклучи тој ум во дадени ситуации, особено кога не ви е лесно, кога имате многу луѓе кои што ве тригеруваат и многу луѓе кои што ве нервираат и многу луѓе кои што едноставно не се однесуваат најубаво. Што може да го гаси тој аналитичен ум? Што може да го гаси тој свесен ум? Сте видели ли некојаш луѓе кои ќе се заинатат? Заинатен човек. Како изгледа заинатен човек? Кога човекот е заинатен, тој е кондензиран, тој е цврст, тој е солиден, не е воздушест, не е насмеан, не е со позитивно гледиште, него е, гледате, стуткан е. Зошто? Затоа што нема простор. Гледате, аналитичниот ум е простор. Затоа што за самиот збор анализа, значи расчленување, за човекот да расчлени и да анализира, мора да има простор. Сега, кога имате некој човек кој што држи љутина, постојано, љут е, тој нема простор, тој го има кондензирано, го има намалено просторот, го има стуткано просторот, го има згужвано просторот, и тој човек не е аналитичен, туку може да биде многу лесно раздразлив. Зошто? Поради тоа што болката од некој друг ја држи се уште во неговиот ум. И сега гледате, болките кои што не ги нанеле луѓето, кажав, да не се повторувам, од убаво од книгата Дианетика, аналитичен, реактивен ум, болки има на физички, ги опишав и на психички моменти, тие болки, и сега, тие болки ви ги направил некој друг човек. Така, се надевам дека не сте земале вие сами да се тепат или се казнуват, обично ги направиле тие болки некои други луѓе. Но, што е тоа што прави тие болки човекот да ги држи на себе? Тоа е нашиот став кон нештото кое што е сторено. Гледате, ако имате некој човек, ајде да речеме имате некој човек кој што тера правдина, јас многу сакам правдина, но не мислам дека треба да има луѓе кои што за се тераат правдина. Ама, не ми донесоа мене они сладолед за работа збори. Ја не си тим купив сладолед, они ќе видат ја, они што им направам да не пат не им купувам кафе. Сега, гледате, тоа е, он тера правдина, ама не ја тера правдината на начин кој што е добар за него. Зашто се он ќе тера правдината? Зашто е тера правдината? Поради тоа што мисли дека му е сгрешено. Затоа што, гледате, ако човекот за најмала работа тера правдина, не збориме за да истерате правдина на виделина која што треба да истерате. Вашата битка која што треба сте обесправени, треба да ја донесете на виделина и треба правдина да има. Дефинитивно се слагам. Зборам се за човек кој што за се мало тера правдина. Зборам за таков тип на луѓе. Зашто? Затоа што сакам, имам поента и сакам да објаснам нешто кое што сакам да го објаснам. Гледате, една е работа дека некој ви направил нешто во вашиот живот. Друга работа е како вие се носите со тоа што е направено. Сега, ако човекот
рече, да, ме обесправија, ми го направија тоа, ми го направија тоа, ми го направија тоа. Гледате сега, неговиот став ги активира тие трауми од минатото и он е лесно тригерлив од околината, затоа што тие трауми се веднаш до него. Ама ако човекот има став, бебе, му опраштам на глупост, направиле што направиле, па ме забораиле за сладоледот, па ако ме забораиле, бе, сам ќе да си земам сладолед. Сега, ако гледате дека сте во ситуација каде што имате луѓе кои што постојано ве инвалидизираат, постојано ве и станува збор за постојано, до вас е дал сакате да бидете ви у таква околина. Ама замислете сега вие за се гледате обесправеност, за се гледате вина во некој друг човек. Тој став е погрешен, поради тоа што тој став ќе ве направи малку толерантен за луѓето. Што не прави многу толерантни за луѓето? Што не прави многу толерантни за околината? Сега денеска ќе зборувам за ставови. Став. Скопје е убав град. Па јас сум толерантен за Скопје. Став. Работата е уважава. Па јас сум толерантен за работата. Ама ако некој човек има став, леле, оваа работа, нема да ја смислам. Леле, па тие луѓето таму нема да ги смислам тие луѓе. Сега, он со таков став, он е лесно тригерлив, он нема толеранција. Зашто? Зашто ставот му ги активира траумите, тие трауми доаѓаат многу блиску до него. Тие трауми си биле кај што си биле пред 5 години. Ама неговиот негативен став ги вика тие трауми и тие трауми се сега до него и тој погрешен став предизвикува што и да се деси на работа, да се активираат тие трауми, кои што не мора да се од таа работа, може му се од предходната работа, ама што е тоа што го прави нетолерантен и нетрпелив неговиот став кон. Ја разбирам дека тој став кон се сменил поради тоа што тој некој или нешто ви направило некои негативни работи, апсолутно се слагам. Но сега само кажам кој е чарето без при тоа да морате да ги бришете овие трауми, иначе најдобро е да ги избришете тие трауми. И тоа го објаснува во книгата Дианетика, феноменална книга број 1 за мене на тема умот, моје мислење, како човекот да ги исчисти тие трауми и негативни енергии кои што ги има во тие слики, кои што се од моменти на физичка болка, повреда, осекотина, изгореници или психичка болка, ги вика филозофот Хабард акутна загуба, како што е, не дај Божете, смрт на некој близок, дедо, баба, различни, може, например, не знам, ево што се случи во Кочани, или кучето на некој му умрело, се банална работа е куче во споредба со било што друго, ама сакам да кажам кај некој човек и тоа е загуба, нели колата му е земале, точакот му украле. Се е загуба или закана за загуба. Закана за загуба е момент каде што човекот има закана во смисол на, не знам, ќе го бркат од работа, и тоа е закана за загуба. Сега, ако човекот кон тоа има позитивен став, он нема премногу да страда од тие трауми. Гледате, ајде да речем имате некој дете кој што му имаат извадено некој надимак. И он има лош став, неќам да ми изборите, неќам да ми... Прво, тие ќе го тригеруваат постојано за тоа, затоа што он има лош став зашто му ставиле надимак. Ама ако него му е гајле зашто му ставиле надимак, и он го присвои тој надимак, он не страда од акцијата кој што неговите другари, без разлика што не била добра, може му ставиле надимак кој што не е добар, не страда од таа акција на неговите другари. Некој ви направил нешто. Не знам, братот ваш ви земал 5 квадрата земјиште на нивата на која што никад не ни одите. И сега вие сте решили да се карате со братот ваш заради тие 5 квадрата на нива за која што ни он оди, ни ти одиш, ама сте се скарале, малку требало. Луѓе, нит ке видите слави, нит ке видите имендени, нит ке правите комуникација. Сега, некој човек ке рече, бе, па ти што му простуеш на брат ти? Па ти цела време ли ке го толерираш брат ти? Па ке го толерираш за такви работи. Затоа што до тебе зашто ке се секираш? До тебе што ке го направиш големо? До тебе. Јас знам можеби дека тој не направил како што треба. Ама и не морам да зборам, ако одлучам да не зборам. Можеби ми сгрешил и за други работи. Ама поентата ми е каков став јас ќе имам кон некој нешта. Дал од мравка ќе направам слон или дал ќе го намалам проблемот преку мојот став, тоа е до мене. Гледате, до мојот став е. Затоа што вашиот став, ако е негативен, малиот проблем ќе го направи слон, и ако е добар ставот, слонот ќе направи мравка. Мравка слон или слонот мравка. Од што зависи?
од вашето гледиште на проблемот, од вашето гледиште на ситуацијата. Скопје е убав град, па сега ќе ве тригерували кога ќе, као пред еден ден, кога се разви ветеров, на секаде хартии, пластики, што све не леташе низ Скопје. Сега можеш да речеш, леле, у каков град живеам, прљавштина, катастрофа, ово, она. Или можеш да речеш, абе, Скопје има прљавштина, ме е многу убав град. Има убави места, има девармал, има ваку мало, има ваку, онаку мало и така натаму. И се она што се случува, до нас е дали ние, до нас е како ние ќе се однесуваме. До нас е како ние ќе реагираме, поради тоа што нашата реакција е пред и се поврзана со нашиот став. Ако ти имаш став кон мажот, ѓубре едно, за никаде, секојаш касне со другари по кафани, ваков, онаков, он кој ќе дое прво нешто што ќе направи погрешно и да не направи погрешно, ти го искараш затоа што направил погрешно. Ајде кажем, имате некој маж, има став, сите жени флертаат, никоја не е верна и така натаму. И сега мажов ја чека жена му дома. Жена му закаснала зашто била со другарки некаде излезена. Касни девојка, жена 15 минути. Он ја чека. Ама зашто ја чека? Затоа што ставот ќе му го направи проблемот. Ето он се ја чека за да се искара. Се што ме прави нетрпеливи? Со други зборови, ставовите ваши. Ставот кон колегите, ставот кон шефот, ставот кон мажот, ставот кон животот, ставот кон парите, ставот кон гужвата у Скопје со обраќај, став. Леле, гужва, луѓе не знам да возат, има ли овие дозвола, кој ви даде дозвола? Или можеш да речеш, види бе, на сите им се брза, секој си има своја работа, си заставал пред тебе, тој ти пресекол пат, го гледаш, си викаш, гарант му се брза на човеков, може има некоја побитна работа од колкова. Некаде си, например, во некој маркет, седиш на каса, се отвара нова каса. Не, тој не ти вика, слушај, абе, да не сакаш ти вие за пред мене, зашто ти си пред него. Се отвара нова каса. Он не ти вика, слушај, да не сакаш ти пред мене, затоа што си пред мене деш на таа каса. Он ќе се испотепа да влезе на касата што се отворила пред тебе. Сега ти можеш да речеш, види го. Кај леташ бе ти пред мене? Враќај се назад. Па кој е тука ќе се испотепаш у маркет? Или да речеш, му се брза на човеков. Гарант жена му го чека, гости ќе дадат, лалне ќе ме сува, гледаш, си купил некој работа. Таман? 2 минути, биле не биле. Кога зборев за наивни души, ви текнува кога зборев за наивни души, кога зборев за цинични души и саркастични души. Цинични и саркастични души се многу истригерувани, ама боцките кои што ги праќаат се многу елегантни, ама па се боцки. Затоа што се цинични и саркастични души. Ете имате души кои што се љути. Тој праќа стрелки и боцки, ама тие знаеш дека ќе туде. Саркастични, цинични луѓе, манипулаторчиња, они праќаат боцки кои што ти изгледа како да се украсат, те болат. Так. И ти обично нив ги примаш овие боцки за шубово изгледат украсени, ама на крај као ешци те направиле затоа што не прекинуваш да ги прифаќаш тие боцки, ама гледайте, тие се тригерувани. Сега, зошто? Поради тоа што имат лош став. Наивна душа. Ви реков еднаш, немојте да прекинете да бидете наивни. Рековме да не бидеме глупи, кога некој ти прави едно нешто 100 пати, а не 100 пати, 3 пати ќе ти направи, не мора да си глуп, пак да ти го повтори истото. Но останете наивни за животот, зашто наивните луѓе се толерантни. Наивните души се толерантни. Наивните луѓе веруваат во доброто на околината и затоа не се тригерувани. А уште еднаш, за да не бидете тригерувани, морате да верувате и да бидете малку наивни, па и со доза да идете во наивност која што знаете дека е и пренагласена. Затоа што наивноста ви дава верба во околината, добрината, надежта и љубовта на луѓето околу вас. А сето тоа зошто е? Затоа што тоа прави простор. 30 септември, верба, надеж, љубов. Мајката Софија ни крстила трите керки, верба, надеж, љубов. Софија била можица на мудроста. Простор е, луѓе, да веруваше простор. Човек што не верува нема простор. Он е згрчен, он е лесно тригерлив. Човек што е наивен, што верува, што се радува, што сака туѓ успех, што им се радува на другите и не е заведлив. Тој човек не може да го тригеруваш и да сакаш.
Зашто? Зашто он гестот ти што му го правиш, он не го третира за лош гест. Ама циничниот човек, тој изгорениот, тој да му направиш убав гест, он е наежен и прави отпор или враќа ако е убав гест, затоа што он претходно донел став, нема да им верувам на луѓево. Луѓево се лоши, вакви се, онакви се, за никаде се, све има негативно, гледај све е прљаво и тој не може да го разубедиш, не се ни обидувај, затоа што за него тоа е вистина. Ама што е поубава вистина? Поубава вистина е да веруваме, да се надеваме, затоа што така имаме живот, имаме надеж. За човек кој што не да надева, не се надева, не сака. Видите? И не верува. Да не си му кожа. Тој е тригеруван од сам себе. Гледате, не тригерува околината. Кој се тригерува? Кој не тригерува? Ние. Зашто? Имаме негативни ставови кон околината. Развиени негативни ставови кон околината ни прават да бидеме лесно тригерувани. Почнувам да зборам за инат. Сте виделе инат човек? Тој е лесно тригерлив. Сте виделе двајца? Едниот и другиот. Едниот инат, вториот инат. А овој кој ќе се зинати. Ние знаеме дека тој што е зинатен на граница е со лудило. Да не речеме со будалаштини. Инат. Зашто инат човек ќе ти направи белја, ќе ти направи нешто пакост. И сега овој што сака да го омекне овој инатчијава, он доаѓа со аналитичен ум, му приоѓа, се обидува да го омекне. Да го омекне инатов. Зашто инатов е солидно сврстина. Не може. И после тоа се разочарува. Се овој се заинатува. Се гледате првиот кој што сакал да омекне вториот. Се он се заинатува. Се овој првиот што бил инат се вика леле, овој бетер будало од мене сега. И он се му пушта инатот. Видите, му пушта инатот. Кога ќе опуштиш инатот, не се тригерува. Ето он се му пушта инатот. И се ќе се обиде да го омекне овој кој што претходно не бил уинат, ама после тоа станал инат. Се он се обидува да го омекне него. Ој, држинат, држи љутина, држинат. Држи. Зашто викаме држинат? Затоа што намерно го прави. Држинат. Се овој нема да успе да го расположи, па овој ќе се зинат, се овој ќе пушти инат. Будалаштини невидени луѓе. И така поминуваат цел живот. Сега гледате. Исто така лесно тригерлив е човек кој што ќе ви сгреши. Сте видели, например, дете или некој човек или некој, како викаат напад е најдобра одбрана. Зашто викаат напад е најдобра одбрана? Па тоа е многу го кажано народски. Па тој што направил нешто, тој одма е тригерлив кон тебе. Нешто ќе кажеш, и се одма ќе те нападне. Зашто е тригерлив? Поради тоа што душата некојаш нема е чиста. Етиката, моралот, одговорноста за другите луѓе не прават толерантни. Ама ако јас станам неодговорен кон некого, или некој стане неодговорен кон мене, неговата неодговорност кон мене го прави тригерлив од мене. Гледате се колку интересно. Ако ја не сум одговорен кон Скопје, тој кој што мрчи за Скопје колку е прљаво, па тој секој ден цигарите од кола ги фрула, не знам, харти фрула, тој најмногу прави белја, тој најмногу. Гледате, кој е најмногу тригерлив на работното место? Тој што најмногу работи или тој што не работи? Тој што најмалку работи, тој е најмногу тригерлив. Зашо? Тој што најмалку работи, тој само чека плата која ќе дојде, само мрчи како некој е крив и така натаму. Зашто? Па затоа што не е одговорен. Тој што е одговорен, многу тој е лесно, не е лесно тригерлив, тој е тешко тригерлив, зашто презема одговорност. Сега може да дојдете до ситуација каде што вие сте толку многу одговорни и толку многу давате, ама другата страна ич не допринесува, фала Богу дека ќе ве тригерува и тоа што тој не допринесува. Затоа што тоа е веќе екстрема. Ама имате и друга екстрема. Ајде, вие допринесувате, никој не допринесува, фала Богу дека ќе ве тригира. Сте направили една шучек, втор пат, трет пат, никој не ви јаде, сите јаде во град. Четвртиот пат, тригерлив сте, фала Богу. Ама, гледате, тригерлив е и човек кој што требал да направи ручек, не направил. Требал да направи ручек, не направил. Требал да направи ручек, не направил. Тој е тригерлив. Зашто? Ке ме рече, ручек, бла, 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 бла. Затоа што некогаш неодговорностите нас не морат. Зашто човек, например, кога не е одговорен, не ќе да слуша? Што мислите? Зошто? Сте виделе човек кој што не е одговорен дека не ќе да слуша? Ке му каже што не, он почна да ти се дере, зашто? Затоа што не ќе да слуша. Зашто не ќе да слуша? Затоа што неодговорноста, кога ќе му чепнеш на некој човек во неодговорност, он туп ти се пушта. Зашто неодговорност исто така тригерлива. Ама човек
кој што е толерантен, и тој може да му пукне, може не да му пукне, може ама да му дое преку глава, да му прекипи шујкаме и тој да стане нервозен, затоа што еднаш бил толерантен, втор пат, трет пат, четврт пат, до кога се вика, затоа што другиот не се менува. Така? И тоа има логика. Океј, но она што сакав да го потенцирам денеска е најлесен начин да бидете потолерантни, да бидете потрпеливи е да го подобрите ставот кон околината. Воодушевувајте се на туѓиот успех. Воодушевувајте се на добрините на работите што ги имате околу вас. Благодарност за сите оние нешта кои што се добри во вашиот живот. Сето тоа ве прави помалку тригерливи и потрпеливи. Затоа што колку повеќе гледаш добрината во околината, има многу, толку помалку ти е важно дал некој ќе те тригерува или не. Затоа што кога ќе ја наполниш ти душата со толку убави позитивни работи, но тоа зависи од тебе. Зашто ти, ако си одлучил да бидеш негативен, све негативно гледаш. Ама ако сакаш да гледаш позитивно, ќе ги најдеш сите позитивни работи. И тие позитивни работи ти е полна душата, како едно воздушно перниче. И сега ќе удри некој камче, ама добро удрило перничево. Ама ако ти цело време гледаш негативно, абе мало пердувче да те допре, ти реагираш. Затоа многу важна работа е каков став човекот има. Имајте добар став. Ставот е тој кој што ги спречува работите околу вас да ве тригеруваат. Вашата одговорност кон околината спречува околината да ве тригерува. Вашето добро однесување кон околината спречува околината да ве тригерува. Но исто така знам дека има и лимити и граници за се, ако некој не ви враќа со иста убава мерка. Но како и да е, затоа различни се луѓето. Немојте да се спуштите на ниво на оние кои што фактички имаат за цел да ве вметнат во глупи и некреативни и неконструктивни игри. Нашата цел е друга, да имаме убави, креативни и конструктивни игри. Океј, се гледаме во среда, ќе имаме интересна тема, а четврток е предавање во живо во Хотел Карпош во 19 часот, да чекам таму. Поздрав, чао!